Македонија ја почна подготовката за најголемата статистичка операција во една држава, пописот. Државниот завод за статистика има нешто повеќе од една година да подготви се што е потребно за овој процес да мине во најдобар ред. Апостол Симовски, директорот на ДЗС, вели дека нема да подлегне на никаков притисок од страна, особено не од политичките фигури во Македонија, бидејќи пописот не е алатка да представи слика само за етничката состојба, туку за развојот, стагнацијата или уназадувањето на едно општество. Пописот е скапа работа. Ниједна држава на светот не би се осудила да фрла толку пари на ваква операција ако нема корист од тоа. Значи, користа е токму тоа. Ако сакате здрави, добри, квалитетни стратегии за развој и планови кои се остварили во краток временски период, ви требаат податоци. Без информации денеска светот не екзистира. Во отворено студио 1 гостуваше и поранешниот директор на статистика Данчо Герасимовски. Според него, последниот обид во Македонија да се спроведе попис заврши неславно, затоа што тогашниот закон беше со лоши членови, решени и предлози. Токму затоа тој испрати порака дека потребно е обликување на нацрт законот кој сега е на расправа, што е од суштествено значење за темелен и прецизен попис. Во исти временски период кога се спроведува попис, се спроведува една година претходно и пробен попис, каде што она што го говориме сето, треба за да се сите инструменти истестираат како ќе функционира и така натаму. Предлог законот за попис е објавен на единствениот национален електронски регистар за прописи, а во истиот стои дека македонските работници, кои во периодот од 15 до 31 март 2020 година ќе се најдат надвор од земјата, можат да се попишат сами на посебна апликација што ќе биде достапна на интернет страницата на Завод за статистика. Пописот ќе се спроведе од 1 до 21 април, а се предвидува за лицата што ќе бидат офатени со пописот да се обезбедат податоци за географски, демографски, економски, образовни, миграцијски, културолошки карактеристики и функционална попреченост. Во законското решение не е предвидено прашање за етничка и за верска припадност, а целата операција се очекува да чини повеќе од 8,5 милиони евра.